трет ден трае блокадата на Русино кај Гостивар. Исто толку време нема нов смет на така наречената депонија. Граѓаните остануваат на рампата во 24-часовно дежурство, а се организираат во смени. Гостиварски комуналец не престана со редовно празнење на контейнерите и собирање на ѓубрето, но нема каде да го транспортира. Велат дека го чуваат во магацини и бараат асистенција на полицијата да се отвори патот кон Русино за камионите од Гостивар. Денеска сме пуштиле пак еден акт до полицијава кај што побаруваме да тие ни асистират, да ни го отварат патот и ние сметот да го носиме до депонија Русино. Сите тие барања што ги барат граѓаните, значи ние се трудиме да ги исполнуваме. Значи ние горе управуваме со депонијата Русино. Као прво, второ имаме обезбедување, значи 8 до 24 часа, во процедура сад постапките за монтирање на камери за безбедност и така. Значи тие сад барањата за кои што ние ги исполнуваме. Кога ќе ја кренат рампата за возилата со смет од Гостивар зависи од договорот со исполнување на барањата, рекоа од граѓанската иницијатива организатори на блокадата. Потврдија дека деновиве на Русино работи механизација. Очекуваат општината да го испрати официјалното барање до владата и Министерството за животна средина за затворање на Русино и изнаоѓање решение за изградба на депонија по ЕУ стандарди. Денес очекуваме од општината да го испрати официјално тоа барање до надлежните и ние ќе покажеме добра волја да ги пуштиме камионите од Гостивар во интерес на сите граѓани, бидејќи и ние сме граѓани и не сакаме да настане проблем со нашето ѓубре, а понатаму блокадата ќе продолжи за другите камиони од другите општини и ќе продолжи, значи 10 дена како што е најавена, се додека не се исполнат сите барања. Значи да се изгасне скроз, да се затрупа Русино и да се постават камери и обезбедување за да бидеме сигурни дека понатаму нема да се пали. Според директорот на комуналец Лазами, блокадата има политичка позадина на штета на актуелното општинско раководство. Ваквите наводи од граѓанската иницијатива децидно ги отфрлија. Нагласија дека настапуваат граѓански во одбрана на здравјето и иднината на Гостивар.